Пратеничката група на ВМРО-ДПМН поднесе предлог за распуштање на собранието на 12 февруари. Можно е зад предлогот да застанат и ДУИ, Алијанса и БЕСА, а ваквиот потек на опозицијата следува по најавите од Заев дека власта сака пролонгирање на распуштањето на законодавниот дом за неколку дена. Бегањето од избори на Зоран Заев е бегство од соочување со одговорноста. Со ова се докажува дека е подготвен целата држава да ја стави во заложништво само да се обиде да се спаси себе си. Македонија не смее повеќе да биде заложник на партиските интереси, суетите на одредени министри и стравот на Заев од соочување со одговорност. Од СДСМ велат дека се за распуштање на парламентот на 12 февруари, но тврдат дека и ако има одложување од 5 до 6 дена за да се изгласаат законот за јавното обвинителство и изборниот законник, повторно можат да се запазат роковите за избори на 12 април. Доколку е во интерес на сите да ги решиме овие прашања и со изборниот законник и со јавното обвинителство, и доколку таквата можност е дадена, би рекол, со дополнително, да кажам, 5-6 дена работење на собранието, тогаш би можеле да ги исполниме роковите од изборниот законник и изборите да ги организираме во тие, односно да почнат да течат изборните рокови во тие 51, 52 или 53 дена. Собранискиот спикер Талат Џафери за Дојче Веле тврди дека битката за законот за јавното обвинителство нема да може да се води преку скратување на законските рокови за изборите. Институциите, како што истакнува, треба да работат според закон, а не според желби. И првиот човек на Државната изборна комисија Дерковски очекува распуштање на собранието според предвидените рокови. Се очекувам да оди секако што треба, да се на 12 февруари претседателот на собранието да го донесе решението за распуштање, односно распишување на избори и после тоа да течат сите останати рокови. Францускиот амбасадор Тимоние исто така предупредува дека освен изгласувањето на законот за јавното обвинителство, важен е и начинот на кој тој ќе биде усвоен. Виси дури и поддршката на независните пратеници. Тие сметаат дека бомбите не треба да бидат докази, туку само индици.